Добро вечер, почитувани гледачи на емисијата 360 степени. И во ова издание донесуваме неколку стории на теми од јавен интерес. Еве начално за што станува збор. На тендерот на здравство за набавка на 100 амбулантни возила се бара зафатнината на моторот да биде максимум 2000 кубни сантиметри. Ова во старт води кон стеснување на конкуренцијата. Зашто точно обвинителството го гони екс-председателот на Фудбалската федерација Муамед Сејдини? Симптоматично во целата оваа ситуација е тоа што во рокот само една седмица ФФМ праќа повик за добивање на понуди и избран изведувач, односно Енергоинвест, на комитет за ИПНЕС. Во очекување на извештајот на Европската комисија за сработеното од реформската агенда, виси прифаќањето на законот за судскиот совет како завршена обврска. Министерството за правда во исто време законот го има пратено на мислење до Европската унија, односно Европската комисија и до собранието, со тоа што собранието веќе го има изгласано законот пред Европската комисија да даде свое мислење. По одлуката на одборот за решавање спорови дека МЕПСО треба да исплати 6 милиони евра на босанската Енергоинвест поради раскинат договор. Што е суштината на спорот? Зошто земјава изгубила во ДАБ постапката, но и како спорот би можел да се развива во блиска иднина? Почнуваме веднаш со сториите. Министерството за здравство го распиша најголемиот тендер за купување амбулантни возила откако постои актуелниот систем за јавни набавки. Проценет е на 7,5 милиони евра. Анализата на техничката спецификација не доведе до неколку благоречено чудни одредби. Например, се бара резервно тркало од 16 инчи, а не пишува какви треба да бидат основните. Или се бара моторот да не биде поголем од 2000 кубни сантиметри, што од старт елиминира дел од конкуренцијата. Не е предвидена ниту надолна електронска аукција. А целта нели секогаш треба да биде што порационално трошење на народните пари. Славица Филиповска Иванова ни ги носи дел од дилемите што ги отвора тендерската документација, како и ставовите на засегнатите страни, оние што одлучија да одговорат. Министерството за здравство објави јавна набавка за 100 нови амбулантни возила со надградена медицинска опрема за јавните здравствени установи низ државата. Според министерот за здравство Азир Алиу, ова ќе овозможи побрзи и поефикасни интервенции, подобар транспорт на пациенти и поголема покриеност и во урбаните и во руралните средини. Возилата ќе бидат распределени низ целата држава, со приоритет за здравствените домови кои имаат најголем број пациенти и недостиг на возила. Наш главен приоритет е токму обновата на овој тип на возен парк во јавните медицински установи, имајќи предвид дека е, би рекол, катастрофална, алармантна состојба. По многу најави, огласот за најголемата јавна набавка за здравствениот возен парк беше објавен минатата недела. Рокот за доставување понуди за договорот проценет на околу 7,5 милиони евра е до 26 мај. А за да се добие тендерот, Министерството за здравство наведува дека критериум ќе биде најниската цена, но техничката спецификација која се бара да исполнат возилата, упатува на заклучокот дека огласот кој би требало да биде компетитивен, всушност ја ограничува конкуренцијата, а со тоа го стеснува просторот оваа набавка да ги чини граѓаните што е можно помалку. Конкретно, се бараат дизел возила со зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри. Ова во старт води кон стеснување на конкуренцијата, со оглед на тоа што дел од добавувачите во земјава нудат возила што можат да бидат амбулантни, но се со поголема зафатнина на моторот од 2000 кубици. Нејасно е зошто е наведен критериум со максимална зафатнина, а не минимална, или не е наведен опсек на зафатнината од до, како во некои претходни сродни повици. При тоа, кога се чита техничката спецификација, впечатливо е дека за сите останати параметри, како на пример должина, ширина, висина, врати, седишта и така натаму, наведени се минимални карактеристики што треба да се обезбедат, за разлика од критериумот максимална зафатнина на моторот. Во очи паѓа и барањето возилата да имаат резервно тркало од 16 инчи, без да се наведе какви треба да бидат основните тркала, што повторно упатува на исклучувачки критериум. Затоа, прашавме во ресорното министерство зошто е важно моторот на амбулантните возила да биде до 2000 кубици и зошто меѓу другото се бара резервното тркало да е 16 инчи, а нема наведено параметри за основните тркала. Еве го одговорот оттаму.
Барањето за мотор со зафатнина до 2000 см кубни не е случајно поставено. Станува збор за внимателно избран баланс помеѓу перформанси и економичност. Амбулантните возила секојдневно функционираат во сложени услови. Носат тежок товар, се движат низ урбани средини со чести запирања и мора да реагираат брзо и сигурно. Современите мотори од оваа класа, особено дизел турбо варијантите, обезбедуваат доволна моќност и вртежен момент за вакви услови, без при тоа да создаваат непотребни трошоци за гориво и одржување. Во услови кога возилата поминуваат илјадници километри годишно, оваа разлика е суштинска за рационално управување со јавните средства. Од здравство додаваат дека вака дефинираниот услов им обезбедува на сите економски оператори еднаков пристап и во некој случај не ја попречуваат пазарната конкуренција, зашто, како што велат, голем број понудувачи можат да го исполнат условот. Во однос на барањето за резервното тркало, велат, кога се дефинира дека резервното тркало е 16 инчи, тоа подразбира дека целокупниот систем на тркала е усогласен на исти димензии. Ова не е формален пропуст, туку практично решение кој обезбедува компатибилност, побрза замена на терен и поедноставно одржување, особено во итни ситуации кога секоја минута е важна, што всушност е и намената на овие возила. Од здравство бараат во возилата да се вгради и конкретна медицинска опрема, како пренослив дефибрилатор, аспиратор, политрауматско носило и серија други елементи. Со оглед на обемната техничка спецификација, пративме унифицирани прашања до повеќе увозници на комерцијални возила, како Citroen, Fiat, Porsche, Renault, Ford, Mercedes, Opel и Peugeot. Не интересираше нивното мислење за тоа дали огласот ја охрабрува или ограничува конкуренцијата и дали имаат забелешки за техничката спецификација. Ни одговорија единствено Euroimpex, односно увозникот на Opel и Peugeot, кои досега учествувале на повеќе државни тендери. И тие посочуваат на исклучувачки критериуми. За жал, техничката спецификација е елиминирачка и исклучува учество на голем број на моделите на водечките европски брендови, затоа што во техничката спецификација се бара зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри и моќност на моторот минимум 110 киловати. Од наша страна ќе се достави барање за промена на техничката спецификација до договорниот орган. Иако е најголема, ова не е прва јавна набавка на амбулантни возила што ја спроведува Министерството за здравство. Но сите не завршија славно. Например, последниот тендер на здравство од 2024 година за набавка на 22 амбулантни возила пропадна. Тогаш формално причината за поништување беше дека поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган. Епилогот следуваше по серијата стории на 360 степени за спорните и нелогични моменти во оваа јавна набавка. Само неколку месеци претходно, возила за Скопската итна помош купи делегацијата на ЕУ по цена од 63.400 евра за парче, а на тендерот се пријавија 7 фирми. На огласот на Министерството за здравство пак, кој на крај беше поништен, се пријавија само 2 фирми. Пониската понуда од 70.000 евра по возило беше дисквалификувана, па за најдобра беше избрана онаа со цена од 90.000 евра по возило. Или без малку исти возила. ЕУ ги купи за 63.400 евра, а здравство избра понуда од драматично повисоки 90.000 евра по возило. Кога делегацијата на ЕУ во земјава го правила тендерот за амбулантни возила за Скопската итна помош, се обратила во Министерството за здравство. Прашала какви точно возила и опрема се потребни за локалните служби. Добила одговор во делот на техничките спецификации, но на крај решила и да ги смени условите во некои точки. Какви се тие мали разлики? Например, и на тендерот на ЕУ и на тендерот на здравство се барало возилата да имаат исто меѓуосовинско растојание од 3450 мм. Но во тендерот на ЕУ има неколку сантиметри поголема толеранција кога е во прашање должината, ширината и висината на возилото. Пред да пропадне тендерот за возилата од 2024 го привлече вниманието и на антикорупцијската комисија која одлучи да отвори предмет. Ако актуелниот тендер се спореди со оној на ЕУ од 2024 година, повторно се гледа разлика. ЕУ во техничката спецификација барала моторот на амбулантните возила да биде од минимални 2100 до максимални 3500 кубици, наспроти актуелниот тендер на здравство, во кој се инсистира на максимална кубикажа од 2000. Имајќи го предвид претходното искуство кога делегацијата на ЕУ со пофлексибилни критериуми обезбеди поголема конкуренција,
Прашавме во Министерството за здравство зошто не се водат од принципот на добри практики и не го следат пристапот од тендерот на ЕУ. Техничката спецификација е изготвена во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, при што се почитувани принципите на транспарентност, недискриминација и обезбедување реална конкуренција. Со ваквиот пристап се постигнува двојна цел. Од една страна се обезбедува висок квалитет и сигурност во функционирањето, а од друга страна се создаваат услови за фер и отворена пазарна конкуренција. Независно од тендерот на ЕУ, уште поназад, кога во 2011 година Министерството за здравство набавувало возила за итната медицинска помош, критериумот бил за фатнината на моторот да биде од 1800 до 2300 кубни сантиметри. Од тогаш се поминати 15 години, но дилемите за начинот на кој се спроведуваат јавните набавки кај нас, особено милионските, остануваат. Поранешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, Муамет Мети Сеидини, од минатата недела е во притвор откако јавното обвинителство отвори истрага против него за проневера и злоупотреба. Зоран Јовановски провери подетално кој е проектот поради кој е осомничен Сеидини, која е улогата на ФФМ во овој и други случаи против него, какви се реакциите од УЕФА за можните злоупотреби на нивни пари. Навршуваат првите 7 од вкупно 30 дена притвор кои му беа одредени на доскорешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, Муамет Сеидини. Не можевме да знаеме што точно се случува и дали се случува во постапки во кои што ние директно не сме учествувале како општина. Додека обвинителството ја истражува позадината на изградбата на трибина на стадионот во Охрид, зашто Сеидини се товари дека е злоупотребил службената положба. Од ФФМ велат, имало и други такви обиди. Постапката речи се ке беше пресликана во Кичево, доколку сегашното раководство на Фудбалската федерација на Македонија не го стопираше така наречениот проект за изградба на трибина на стадионот во Кичево. 360 степени тропна на вратата на сите инволвирани во потрага по повеќе информации. Зашто точно се сомничи Муамет Сеидини во случајот што ја потресе куќата на фудбалот? Во декември 2024 година беше означен почетокот на изградбата на нова западна трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид. На настанот меѓу присутните беа и тогашниот претседател на ФФМ Муамет Сеидини и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Деновиве пак на стадионот бевме само со градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Муамет Сеидини е во притвор. Пецаков вели дека кога почнувала изградбата, ништо не навестувало можна проневера. Почетокот на изградбата, како што кажавте, беше најавено, што за мене беше гордо, затоа што при договорот за изградба на оваа трибина помеѓу општина Охрид, за донацијата за изградба на нова трибина од УЕФА и ФФМ и соработката со општина Охрид требаше да представува заокружен стадион со трибини, односно со стадион кој што ќе има капацитет, вклучувајќи ги трибините позади головите, околу 8.500 гледачи, што и нормално осветлување хибридна треба, што би представувало стадион со А лиценца и можност за репрезентацијата да може да настапува надвор од Скопје. Така да, она кое што го започнавме како општина за на крај да добијаме нормално со наша инвестиција од отприлика 6 до 7 милиони евра дополнителни во наредните 2-3 години, беше целта да имаме заокружен стадион. Сликовито. Пецаков објаснува дека во септември 2021 година пуштена е во употреба источната трибина, како заедничка инвестиција на општината и ФФМ. Ова, чија изградба е во тек и за која осомничен Сеидини, е западната. Во иднина со инвестиција на општината, како што најави Пецаков, треба да се изградат северна и јужна трибина. Со тоа стадионот би бил целосен. Средствата за изградба на новата трибина ФФМ ги обезбедила од Унијата на европските фудбалски асоциации УЕФА преку програмата Хет-трик 6 за ревитализација на спортски терени и инфраструктура. Во ФФМ велат дека откако добил одобрение од управниот одбор, тогашниот претседател Сеидини побарал понуди од 3 фирми. За најдобра била избрана онаа на компанијата Energoinvest Trade, која требало да ја изгради трибината за 3,3 милиони евра. Симптоматично во целата оваа ситуација е тоа што во рокот само една седмица, 7 дена, имаме ФФМ праќа повик за добивање на понуди, истите експресно се доставени во Фудбалската федерација на Македонија, направена е веднаш евалуација и избран изведувач, односно Енергоинвест, на комитет за итност.
целата таа постапка за изградба на трибина во Охрид со цел проект е направен во нецели 7 дена. Целиот процес се одвива кога е јасно дека Масар Омерагич станува председател на Фудбалската федерација на Македонија, односно нецел месец до изборното собрание на Фудбалската федерација на Македонија, после поднесената оставка на Муамед Седини. Но, иако изведувачот тоа не го побарал, ниту во барањата за доставување понуди било наведено како можност, Сејдини, спротивно на одлуката на управниот одбор, вметнал дополнителен услов во склучениот договор за авансна исплата на 20% од вкупната вредност, или околу 660.000 евра, без обезбедена банкарска гаранција. По ваквите наоди, ФФМ се решила за поведување дисциплинска постапка и на почетокот на февруари годинава изрекла дисциплинска мерка за својот поранешен председател, кој е делегат на собранието на федерацијата. Забрана за вршење функција во траење од 2 години. Немал право тогашниот председател за вметнување услов за исплата на аванс во договорот со Енергоинвест, што е спротивно на прифатената понуда, и со таа постапка, како што реков, го измамил и го довел во заблуда управниот одбор на Фудбалската федерација и е нанесена сериозна материјална штета на куќата на фудбалот. По ова, основното јавно обвинителство Скопје отвори истрага, а полицијата го уапси Сејдини минатата недела на 23 април. Поради основано сомнение дека сторил кривично дело, проневера во службата од член 354 став 3 во врска со став 1 од кривичниот законник. Осомничениот во периодот од ноември до декември 2024 година како службено лице, председател на ФФМ, прибавил противправна имотна корист од околу 660.000 евра за правно лице од Скопје, односно износ што надминува значителна имотна корист. Ден потоа на барање на обвинителството, кривичниот суд му определи мерка притвор на осомничениот Сејдини во траење од 30 дена. Покрај се, од куќата на фудбалот велат дека не се откажуваат од идната трибина. Според Фудбалската федерација на Македонија, нова трибина на стадионот Билјанин извори во Охрид сепак ќе биде изградена. На терен забележливо е дека повторно е активна градежна механизација, но овој пат изведувач е друга компанија. На старата информативна табла кај стадионот, на местото предвидено за изведувач, стоеше името на компанијата Energoinvest Trade. Сега е залепено името на компанијата Proming Doel. Раскинат е договорот со Енергоинвест. Надзорот на стадионот и општина Охрид како коинвеститор потврдија дека Енергоинвест не е воведен во работите согласно временската рамка која што е во договорот. ФФМ со нов повик избра нов изведувач, кој веднаш започна со работа и кој што фактурира по завршена времена ситуација, без авансни уплати. Во ФФМ имаат индиции дека истата постапка како во Охрид ќе била пресликана и со проект за изградба на трибина на стадионот во Кичево. И таму требало да гради компанијата Energoinvest, но сегашното раководство го раскинало договорот. Во овој случај, ФФМ исплатила аванс од околу $500.000 евра, но со банкарска гаранција, па така средствата се вратени во буџетот на федерацијата. Во овој случај, спорно е тоа што се исплатени близу 50.000 евра за времена ситуација, односно за испумпување на подземна вода. А подоцна, за истата таа работа, се фактурирани дополнителни близу 125.000 евра, како втора и трета времена ситуација, кои се разбира не се исплатени од сегашното раководство, од едноставна причина што геомеханичките испитувања кои сегашното раководство на Фудбалската федерација на Македонија ги побара, потврдуваат дека таму не е регистрирана појава на ниво на подземна вода. Во федерацијата велат дека теоретски е возможно во иднина УЕФА добро да размисли дали и како ќе финансира проекти во Македонија. Потенцираат дека сега многу повеќе се внимава на начинот на трошење на средствата од УЕФА. Секоја ситуација се документира, се преведува, се праќа во УЕФА. УЕФА, согласно тоа, дава насоки дали е во ред и се продолжува понатаму. Имаше некаква реакција на УЕФА? Тоа е сепак интерна, внатрешна работа на ФФМ.
Ви потенцираа нешто, ви посочија нешто, можете да споделите било што? Се разбира дека загриженост и некаква посочија и потенцираат. Според информации на 360 степени, правен застапник на Сејдини е адвокатот од Кичево Шкодрана Лили. 2 пати се јавивме во неговата адвокатска канцеларија, но иако ни ветија, не успеавме да разговараме со него. На телефон Зоран Јовановски, новинар во 360. Не одговори ниту на поканата по Вибер пораки да ја презентира страната на својот клиент. Од компанијата Енергоинвест пак за 360 степени велат дека и досега работеле на проекти за време на претходни раководства на ФФМ и сите биле целосно, успешно и навремено реализирани. Еден од тие проекти, меѓу другите и постоечката нова трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид, која е во функција на ФФМ и е во употреба веќе неколку години. Во врска со статијата на која работите, ви информираме дека договорот за изградба на трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид беше потпишан помеѓу нашата компанија и ФФМ врз основа на економски најповолна понуда и целосно согласно позитивната законска регулатива. Стадионот во Охрид е дел од спортско-рекреативниот центар Билјанини извори, во кој има и спортска сала и со години недовршен затворен базен, како слика за односот кон спортот во земјава. Градоначалникот Пецаков вели дека инвестициите во Билјанини извори треба да продолжат за центарот да ги добие потребните услови. Место каде што би се припремале како многу екипи, така и национални тимови поврзани нормално со Македонија, пред се заради одличните услови кои што надморската висина и Охрид како град ги нуди. До тогаш, посетителите на стадионот во Охрид, наместо во нова трибина, ќе продолжат да гледаат во багерите и арматурата, надевајќи се дека овој пат таа ќе биде изградена врз поздрави темели. Следната тема. Прашање на денови е кога Европската комисија ќе го објави извештајот за исполнувањето на обврските од реформските агенди поврзани со планот за раст за земјите од Западен Балкан. Кажано подиректно, се чека Брисел да се произнесе колку пари како награда ќе им исплати на земните кандидатки за реформи што тие мислат дека ги спровеле. Во случајот со Македонија, владата смета дека се исполнети поголем дел од обврските за кои земјава се обврза дека ќе ги заврши до крајот на 2025. Но се погласни се информациите дека Европската комисија нема да ги означи со зелено дел од реформските закони од областа на правосудството, зашто намерно или ненамерно власта направила грешки во чекори. Александар Димитриевски. План за раст. Тоа е името на програмата со која Европската унија одлучи приближувањето на Западниот Балкан да го прави наместо со стап, со морков. За земјава, морковот се 750 милиони евра, ако властите ги исполнат ветените реформи. Имаме одлични резултати, знаејќи ја динамиката од претходниот период. Колку владата мисли дека исполнила, колку тоа Брисел ке број како исполнето, се две различни работи. Таквите оценки со тоа исплатите доаѓаат периодично, согласно договорените крајни рокови за одредена реформска активност. Во тој контекст, еврокомесарката за проширување Марта Кос ги предупреди сите земји од Западен Балкан дека се на пат да изгубат 700 милиони евра поради спорите реформи. Македонија во моментов ризикува да изгуби десетици милиони евра. There are 10 steps to be fulfilled by June, which are the grace period. They were supposed to be fulfilled in June last year. So this is the system, how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. Најмалку една ланска задача што земјава си ја брои за исполнета е на пат да не добие зелено светло од Брисел. Друга пак, од годинава, наликува на обид да се измами системот. И пратениците броја ситно до Нова година, кога на 29 декември ја одржаа последната седница за минатата, 2025 година. Трета точка, дополнет предлог на закон за судски совет на дневниот ред на пленарката со реден број 79 беше и законот за судски совет. Опозицијата веќе најави дека ќе го поддржи, бидејќи станува збор за дел од реформската агенда согласно планот за раст. Но пратеничката Сонја Мираковска од НСДП не пропушти да ги каже своите резерви. Прво не одговара нити на сите забелешки на Венецијанска комисија, каде што беа влезени на оценка две варијанти
и не бевме ни сигурни што е тоа што на кој текст сушност Венецијанска комисија дала оценка. Исто така имаше и несогласувања и со препораките кои ги даде оценската мисија. Опозицијата поднесе 13 амандмани од кои власта прифати дел. Не беше прифатено нивното барање да има јавна дебата. Мнозинството остана на ставот дека законот е во согласност со барањата на Брисел. Овде со ваквото законско решение не водиме битка помеѓу власта и опозицијата, туку меѓу старите навики и европските стандарди. Овој закон не е против судството, туку напротив, за судството и за нормално функционирање во ова област. И најважно од се, ваквите законски измени произлегуваат пред се од препораките на оценската мисија на Европската Унија. Законот во целина го ставам на гласање. Од оние што гласа, никој не беше против. Вкупно гласа 74 пратеника, од кои 73 гласа за, нема против и еден пратеник е воздржан. Меѓу тие што гласаа за, беа и пратениците на опозицијата. Законот кој го усвоја пратениците на 29-ти, владата го испратила до собранието 20 дена претходно, на 9 декември. Заедно со него, имаше и придружно мислење дека предлогот е во согласност и со препораките од извештајот на оценската мисија на Европската Унија и со мислењето на Венецијанската комисија. Зошто се толку важни датумите и постојаното споменување на Венецијанската комисија и оценската мисија? Ако говориме без задршки, одговорот е поради парите. Еве кои и колку пари. Наградата за носење на нов закон за судскиот совет во согласност со оценската мисија за функционирање на судскиот совет од септември 2023 година и мислењето на Венецијанската комисија е 6,4 милиони евра. Така пишува во табелите што се дел од така наречената реформска агенда. Документ во кој владата се обврза дека ќе спроведе задачи, а Брисел дека ќе наградува по принципот остварено, исплатено. Значи, тие реформи не се поврзани ни со Грција, ни со Бугарија, се поврзани со нас. Ако тие реформи ги реализираме, секоја година Македонија околу ќе добива по 250 милиони евра директна субвенција во буџетот како подарок од Европската Унија или грант. И тоа е нешто што мораме да го направиме, затоа што тие реформи се добри и за нас, да не зборувам колку ќе значат тие средства директно во буџетот. Во конкретниот случај, новиот закон за судскиот совет требаше да се донесе до јуни 2025 година, согласно реформската агенда. Бидејќи има грейс период од 12 месеци, не беше прекршен ниту еден рок со тоа што законот беше усвоен на крајот на декември. Но, и покрај тоа, повеќе независни извори говорат дека е речиси известно Брисел да не ја исплати ветената награда. Ивана Петковска со години ја следи и работата на судскиот совет и состојбите во правосудството воопшто. Одлични се познати и препораките на оценската мисија и мислењето на Венецијанската комисија, а учествуваше во работната група за подготовка на законот за судски совет. Од она што го имаме како податок е дека Министерството за правда во исто време законот го има пратено на мислење до Европската Унија, односно Европската комисија и до собранието, со тоа што собранието веќе го има изгласано законот пред Европската комисија да даде свое мислење. А мислењето на Брисел пак говорат упатени извори е дека донесениот закон не е целосно во согласност со препораките на оценската мисија од 2023 година, односно тимот експерти која скенираа работата на судскиот совет по тогашната серија скандали. Од она што ние го знаеме дека станува збор за забелешки кои се однесуваат на дел од постапката за одговорност на председателот на судскиот совет и за изборот на членови на судскиот совет кои што се бираат од редот на собранието. Така што не знаеме точно за кои конкретни забелешки станува збор, меѓутоа она што го имаме како неофицијален податок е дека забелешките на Европската комисија се во тој дел согласно препораките на оценската мисија. Ваквата ситуација можеби ќе се избегнеше доколку се следеше договорената процедура. Затоа прашавме во Министерството за правда. Зошто Министерството за правда не го испрати нацрт законот на разгледување и мислење до Европската комисија, пред текстот да биде усвоен на влада и да биде испратен до Собранието на Република Северна Македонија? Одговорот сугерира дека дури откако законот за судски совет беше усвоен, владата утврдила формална постапка за такво нешто.
Согласно насоките на Европската комисија и заклучокот на владата усвоен на 17.2.2026 година, предлог законите од реформската агенда, откако ќе бидат утврдени на седница на влада, се доставуваат до собрание, како и на разгледување и мислење во Европската комисија, со прилог кореспондентни табели доколку има. На истото прашање, од Министерството за европски прашања ни одговорија дека надлежно за законите од областа на правосудството е Министерството за правда. На крај, денеска премиерот Христијан Мицкоски призна дека неодамна донесениот закон повторно ќе се менува. Петиот индикатор и покрај тоа што помина законот за судски совет има одредени лесни забелешки кои што мислам дека се прифатливи и тие многу скоро ќе се најдат пред вас пратениците за усвојување. Не е ништо суштинско, но во рамките на барањата од страна на Европската комисија. Но, ова не е единствениот закон од областа на правосудството кој земјава се обврза дека ќе го донесе, а кој може да не помине во Брисел. Веќе се во собранието и измените на законот за јавното обвинителство. Проблемот тука е што текстот кој што доби зелено светло од Венецијанската комисија, како што предвидува и реформската агенда, не е истиот кој што треба да го гласаат пратениците. Во детали, кога владата го прати предлог законот за јавното обвинителство на мислење во Венецијанската комисија во август 2025 година, во членот 105 пишуваше: Врз основа на фискалната политика и главните категории за проценетите приходи и расходи, висината на средствата за работа на јавното обвинителство изнесува најмалку 0,5% од буџетот на Република Северна Македонија за тековната година. Во превод, тоа е загарантиран буџет од 33,7 милиони евра. Венецијанската комисија во своето мислење ја поздравува ваквата владина намера. Венецијанската комисија го поздравува фиксниот минимум од буџетот доделен на јавното обвинителство и предложеното зголемување. Венецијанската комисија го усвои мислењето во октомври 2025 година. До кога предлог законот за јавното обвинителство стигна во собранието на почетокот на февруари 2026 година, членот 105 стана 106. Уште поважно, се смени текстот за сумата која му се гарантира на обвинителството. Врз основа на фискалната политика и главните категории за проценетите приходи и расходи, висината на средствата за работа на јавното обвинителство изнесува најмалку 0,4% од даночните приходи на Република Северна Македонија за тековната година. Доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на буџетските средства и не се влијае врз средствата планирани за сите буџетски расходни ставки. Или, со други зборови, од гарантираните 33,7 милиони евра, владата го спушти обвинителството на 13,9 милиони евра годишен буџет. Ако со тоа не се нарушува праведната распределба. Па, прашавме во Министерството за правда. По чија интервенција е сменет членот од законот со кој буџетот на јавното обвинителство се менува од загарантираните 0,5% од буџетот на 0,4% од даночните приходи. Оттаму ни одговорија: предлог законот за јавното обвинителство е усогласен со мислењата на Секретаријатот за законодавство и Министерството за финансии. Поставивме и други прашања. Еве го одговорот на најважното. Зошто пред пратениците се наоѓа текст чии одредби се разликуваат од оние кои беа испратени на мислење до Венецијанската комисија? Предлог законот за јавно обвинителство беше утврден од страна на владата на Република Северна Македонија на 31.12.2025 година. На 33.2026 година, заедно со Законот за Советот на јавни обвинители, беа доставени на разгледување и мислење во Европската комисија заедно со прегледно согласено со препораките на Венецијанската комисија. По добивање на мислењето од страна на Европската комисија ќе се утврдат следните чекори. Кога кон крајот на март се обративме до делегацијата на ЕУ во Скопје, како ќе го бројат евентуалното носење на новиот закон за јавното обвинителство во верзија која не поминала пред Венецијанската комисија. Оттаму одговорија: Европската комисија што туку го доби на проценка нацрт законот за јавното обвинителство од властите и ќе ги достави своите коментари навремено. Во овој контекст, постоењето на силни законски гаранции за буџетските распределби ќе биде важен аспект на анализата, бидејќи соодветните ресурси за обвинителството и судството се клучен елемент за гарантирање на нивната ефикасност и независност. Паричната награда која Македонија ризикува со законот за јавното обвинителство е 6,4 милиони евра.
ваквиот пристап кој што го има државата остава впечаток. Повторно ќе кажам дека ние реформската агенда не ја сваќаме толку суштински и не ја сваќаме како мотив за навистина да имаме реформи и подобрување на судството, туку повторно ја гледаме како некоја листа која што само ќе ја чекираме и ќе кажеме дали сме исполнили или не сме исполнили одредена активност, а реалната слика и во праксата ќе каже дека ќе покаже дека навистина немаме реформи, дека тоа е само на хартија. Најновиот извештај за исполнетото, а со тоа и за неисполнетото се очекува секој ден. И во следната сторија станува збор за државни пари. Дој бара јавното обвинителство да отвори истрага против Бурим Лјатифи, директорот на МЕПСО, кој во 2024 го раскина договорот за изградба на далноводот кон Албанија со босанската државна компанија Енергоинвест, поради што е можно земјава да исплати 6 милиони евра одштета. Ставот на опозицијата е само последниот во низата настани на оваа тема овие денови. Михаил Милошевски обезбеди ставови од двете страни во спорот, МЕПСО и Енергоинвест. Се упатува на тоа дека случајот ќе заврши на арбитража. На почетокот на април премиерот Христијан Мицкоски присуствуваше на поставување камен темелник за изградба на 400 киловолтен далновод кој треба да ја поврзе Македонија со Албанија. Денес не зборуваме само за еден инфраструктурен проект, денес зборуваме за нешто многу поголемо, за поврзување, за стабилност и за иднината на двете држави во рамките на европското енергетско семејство. Но тоа не беше првпат македонски премиер да даде изјава за истата работа. Со овој проект Северна Македонија се позиционира како балканска раскрсница за дистрибуција на електрична енергија. Овој далековод е дел од најголемиот капитален проект од 50 милиони евра во преносната енергетска мрежа за интерконекција на Северна Македонија со Албанија. Причината за двата истоветни свечени настани, со временска разлика од 4 години меѓу нив, е тоа што далноводот навистина почна да се гради два пати. И додека на терен е изградено малку со што државата би можела да се пофали, на хартија АД МЕПСО треба да исплати околу 6 милиони евра за раскинување на договорот со првиот изведувач на проектот. Вака изгледа мапата на постојната и планираната далеководна електропреносна мрежа во Македонија. Со полни црвени линии се означени изградените 400 киловолтни линии. Со соседна Грција земјава е поврзана со две, една кон Овчарани, друга кон Солун. На исток, со соседна Бугарија, 400 киловолтна линија на поврзување оди преку Крива Паланка до енергетската раскрсница близу градчето Радомир. На север има уште две вакви врски. Едната води кон Врање во Србија, а другата кон Урошевац во Косово. Со црвени испрекинати линии на запад е веќе споменатото поврзување со соседна Албанија, преку 400 киловолтен далновод од Битола преку Охрид до Елбасан. Токму за последниот, далновод од Битола Елбасан, МЕПСО подпиша договор за изградба на 7 февруари 2020 година. Парите беа обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој. Вредноста на градежните работи изнесуваше 17,2 милиони евра. Меѓународниот тендер го доби компанијата Енергоинвест од Босна и Херцеговина. Финален рок на изградба, пишува во достапните документи, беше мај 2023 година. Дополнително, босанската државна фирма доби задолжение да го заврши проектирањето, да набави материјали и целосно да ја заврши изведбата на терен. По промената на власта кон крајот на 2024 година, новото раководство на АД МЕПСО на чело со директорот Бурим Лјатифи еднострано го раскина договорот со босанската Енергоинвест. Дел од причините беа бавното темпо на изградба и тоа што изведувачот барал дополнителни финансиски средства. На 28 април лани, АД МЕПСО тргна во потрага по нов изведувач. Жалам што повеќе од 3 децении и покрај политичкиот плурализам и демократските промени немаше институционална храброст и визија да се воспостави електроенергетска врска со Албанија. Денес го исправаме тоа историско пропуштање. Но додека МЕПСО бараше, а потоа и најде нов изведувач, стариот водел битка во така наречена ДАБ постапка, односно пред одбор за решавање на спорови согласно ФИДИК правилата. На 22 април годинава, фирмата од Сараево објави дека го добила спорот.
Со оваа одлука се потврдени клучните позиции на Енергоинвест, вклучувајќи го и правото на речиси 6 милиони евра, заклучно со 10 април 2026 година, со дополнителна камата до исплата, додека истовремено се одбиени најзначајните барања на другата страна во вкупна вредност поголема од 19,3 милиони евра. 360 степени ги побара двете страни во спорот. Од одговорите што ги добивме станува појасно што е суштината на спорот, зошто земјава изгубила во ДАБ постапката, но и како спорот би можел да се развива во блиска иднина. Од МЕПСО тврда дека го раскинале договорот бидејќи за 4 години изведувачот извел само 4% од проектот. Дополнително, Енергоинвест постојано барале зголемување на цената за 40 до 50%, што според МЕПСО е незаконски и спротивно на договорот. Постојат евиденции за еднострано напуштање на градилиштето од страна на изведувачот, како и условување со дополнителни финансиски барања. Одлука за раскинување на договорот постоеше и од претходниот менеджмент, што укажува на континуитет во оценката дека проектот е нефункционален во дадената форма. Сараевската фирма во одговорите до 360 степени потврдува дека работите не течеле мазно, но дека тоа не било по нивна вина. МЕПСО тврдеше дека има основа за раскинување поради наводно напуштање на работите и доцнење. Енергоинвест го оспори тоа и укажуваше дека динамиката на проектот не може да се наблюдува изолирано од претходните настани, особено прашањата за пристап до трасата, администрирањето на проектната документација и законското право на усогласување на цената поради исклучителниот раст на цените. За тоа дека тие биле во право, а не МЕПСО, од Енергоинвест посочуваат на одлуката во ДАБ постапката. ДАБ, Одборот за решавање спорови, утврди дека Енергоинвест имал право на усогласување на цената врз основа на член 656 од Македонскиот закон за облигациони односи, па по таа основа досуди износ во корист на Енергоинвест. Истовремено, ДАБ му призна на МЕПСО ограничен паричен износ, што е пресметано во конечниот нето финансиски ефект од одлуката. Од МЕПСО пак остануваат на ставот дека постапиле правилно и покрај изгубениот спор. Одлуките беа донесени и во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија. Одлуката за раскинување беше донесена и после спроведена детална и сеопфатна форензика на целиот проект од страна на сериозна и угледна меѓународна консултантска куќа, која постапуваше во согласност со правните регулативи. Тука сепак не е крајот на овој спор. Македонската државна компанија индиректно вели дека засега нема намера да плати 6 милиони евра. Од МЕПСО најавија дека ќе поднесат нота на несогласување на одлуката што, цитирам, ќе ги активира сите понатамошни правни механизми за заштита на државниот интерес, вклучително и поведување арбитражна постапка. Од Енергоинвест пак одговорија. Енергоинвест ќе го следи извршувањето на одлуката на ДАБ и по потреба ќе продолжи со заштита на своите права преку арбитражна постапка. Додека земјава е соочена со постапка во која на крај можеби ќе мора да плати околу 6 милиони евра на досегашниот изведувач, МЕПСО потпиша нов договор за изградба на далноводот кон Албанија. Интерконективниот далековод Битола-Елбасан не е обичен далековод. Тој е символ на една затворена празнина која со години стоеше како пречка на нашиот пат. Изведувач сега е конзорциум предводен од компанијата Далековод од Хрватска. Вредноста на договорот изнесува 19,7 милиони евра. Тоа се 2,5 милиони евра повеќе од сумата предвидена со раскинатиот договор со Босански Енергоинвест. Иако новиот изведувач нема да почне од нула, бидејќи значителен дел од опремата веќе лежи во магацините на АД МЕПСО, набавена токму од Енергоинвест. Доколку се испочитуваат роковите во новиот договор, линијата треба да биде готова до јуни 2028 година. Дури и да се оствари планот, се чини дека Албанија својот дел ќе го заврши порано. Кај нив веќе привршуваат работите на далноводот Елбасан, граница со Македонија. И вечерва финалето на емисијата е за саботажата на Сречко Поповски.
Дилемата која лебди во јавност односно прашањето дали општинските совети наликуваат на вистински мегдан за дебата или атмосферата е иста како на најблискиот пазар е расчистена. Немојте да се мешате луѓе, сакате да прекинат седницата. Тоа треба. Ако сакате да не прекинете седницата и да си одиме, добро, да не беше до 6. Па немаме услови за работа да ни дозволувате да работите. Па не кутите зборувате. Дофрлате од страна. Пазарите затвараат порано, но во основните училишта се уште има втора смена. Па однесувањето на советниците е слично со тоа на учениците пред крајот на последниот час. Сепак мора да се има разбирање за високите децибели и несносната бука која доминира во салата, која не дозволува никој ништо да се слуша. Причините за тоа не се субјективни, туку објективни, од технички карактер. Секое прашање не сум јадала и микрофонов не работи. Слушате? Нема, треба да викнам. Добро. Но и кога гласно се вика, како и секогаш има такви кои натаму спијат на уши. Па на изглед сериозно заинтересирани за свој придонес во дебатата, се појавуваат на место и во време, кое не одговара на зададеното. Точката е, значи, тематска област вода, акција, подршка од... Којава? Ова не е лејата? Тоа не значи дека не достига експертиза, иако станува збор за Карпош, темата е како скроена за хиподром, а вкрстувањето на аргументите нормално дека води до совршенството на стадионите во Англија. Не може да се дозволиме да имаме неискосена трева и тоа сега како е искосена, како коњи да ја паселе, не да е косена како што треба. Сега станавме експерти, била косена вака, сега експерти станавме како се косела тревата. Значи треба сега да се коси на Вембли. И на крајот, и покрај кавгата за тоа кој вода носи, а кој трева коси, се завршува со хепи енд. Јас не градам политичка кариера. Јас имам 68 години, сега на 28 април кој сака да дојде од часта. Поканата, упатена од говорницата, беше јавна, ама локацијата, можеби поради тонот, остана непозната. Ама за сите славеници по општините подобро да се чујат. Нека си посакаат да ги почестат, барем со еден саглам микрофон. Честит 1 мај и се гледаме в понеделник на 4 мај од 20:15. Пријатно.